Рацете на политичката игра се кај господина Заев, секова серија на информации. Разговорите ги слушам Ровцеве по кафани зборат само за тоа, независно како Кортасар вели, независно дали се шетаат со уштиркани и бели крагни, тие се до гушаво измет. Во таа смисла да го цитирам него, всушност они така функционираат, се однесуваат круто ко полнети птици, всушност е нивната атмосфера на размисла е информацијата од бомбите, од прислушувањето кои излегуваат секој ден и кои растураат нивната сериозност, обидот да бидат на било кој начин сами себе да се убедат во легитимност. Тоа е едната ситуација. Втората ситуација, мислам дека тоа ќе се одрази на видот на преговори. Всушност, они глумат ова све што го прават, кривичната пријава против Заев, системот нормално под наводници функционира, лустрираат, притискаат, се закануваат. Всушност, прават овие јавни собирали одесно, всушност се ги зголемуваат единствено преговарачките позиции. Утре кога ќе дојдат преговорите, они сакаат да бидат иоле важни на тие преговори, да рече што сакате вие сега без избори да дојдете на власт и така, да се занесуваат во преговорите. Всушност, они ќе преговараат само за условите на капитулација на режимот. За никакви други преговори нема да се одвијаат. Само во таа бараката, најдено и вагонот на Првата светска војна ќе седнат да потпишат услови за капитулација. Тоа тешко го прифаќаат. Меѓутоа тоа е неминовно. Тоа не е разговор. Утре нема да бидат разговор меѓу политички опции, социјалдемократска и демохристијанска во Брисел. Не, разговорот ќе се води меѓу криминална врхушка која узурпирала све што допрела од власта, значи избори, политички права, и сите нас останати, кои случајно сме представени од опозицијата. Опозицијата нема да има можност тамо да дава и да зема, осем да ги прифати условите на нивна капитулација. Мислам дека власта ќе се обиде да бара каучека, амнестија. На еден начин или друг, они ќе се обидат, давајќи геве сега Заев ќе го пуштиме ова, али ќе бараат амнестија за себе. Директно ќе разговараме секако за тоа што значат преговорите во понеделник, што ќе почнат во Брисел и ќе навлеземе во суштината што све може да се понуди на маса и да биде дел од договор.